Добар ден на сите. Најпрво да се заблагодарам на медиумите. Во однос на Комисијата за одбележување на празници и манифестации и доделување на награди и признанија на Советот на општина Куманова на седница која вчера се одржа на 31 октомври 2024 година во полн состав и ја донесе следнава одлука. Ноемвриска награда на општина Куманова за 2024 година во вид на диплома и паричен износ им се доделува на следниве поединци. Никола Давидовски, естраден уметник во пензија, за неговата долгогодишна кариера на македонската музичка сцена, на која испеа бројни песни, меѓу кои безвременскиот хит Земјо мила, која при осамостојувањето на Македонија беше предложена и за државна химна. Агрон Фазлија, председател на Занечитката комора на Република Македонија и менаџер на фирмата Модна куќа Стил Куманово, за исклучителен придонес во промовирањето на занаечиството на регионално, национално и меѓународно ниво, при што придонесе Куманово да стане водечки центар на традиционалните занаети во државата, како и за неговата клучна улога во обезбедувањето на субвенции, бенефиции и други финансиски поволности за занаечиите, со што им овозможи нивна финансиски стабилност и можност за развој. И Столе Димитриевски, голман на фудбалската репрезентација на Македонија и на шпанскиот фудбалски клуб Валенсија, кој има одиграно повеќе од 70 надпревари за македонската репрезентација. А во 2021 година ја представуваше државата на дебитанскиот настан на Европското првенство во фудбал, каде особено се истакна со своите маестрални одбрани. Комисијата одлучи и за ноемвриска награда на општина Куманово 2024 година во вид на диплома се доделува на следниве правни лица. Национална установа Музеј Куманово за огромен придонес кон популаризација на музеот и музејската дејност и едукативното действување за значењето на културното наследство на државата, а која оваа година одбележува и повеќе јубилеи, меѓу кои и 60 години од формирањето. Сдружение за ликовна уметност Форма Куманово за значајниот придонес во областа на уличната уметност, која е автор на многобројните мурали и графити во Куманово и во многу други градови во Македонија и во странство, и хуманитарната организација Крепост Куманово за реализираните хуманитарни донации за социјалните категории на лицата во градот и во руралните средини. Особено сакам да се заблагодарам на сите кои што аплицираа оваа година за ноемвриската награда. Имавме вкупно добиено апликации 22, од кои 12 за физички лица и 10 за правни лица. Воедно сакам да се заблагодарам и за Комисијата за одбележување на празници и манифестации и доделување на награди и признанија, која едногласно и оваа година ги одбра добитниците на ноемвриската награда, а воедно на граѓаните сакам да го честитам празникот 505 години од постоење на општина Куманово.